Во основното училиште Кочо Рацин денеска беше отворена сензорна соба во рамките на проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран. Станува збор за специјално опремена просторија каде што стручните соработници и наставници од ова училиште ќе може да обезбедат дополнителна образовна поддршка за учениците со, но и без попреченост. Ова е трета сензорна соба во Куманово од вкупно 18 досега отворени во училиштата на ниво на државата, како дел од проект кој го спроведува Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор, заедно со своите партнери, Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива и Сдруженијето за давање услуги на лицата со попреченост Хандимак. Председателката на Инклузива Благица Димитровска истакна дека оваа просторија не е замена за училница, туку е помошен простор кој ќе помогне училишниот тим да ги оствари образовните цели за секое дете. Сензорната соба не служи само за децата со попреченост, туку за сите деца кои потешко ја совладуваат образовната програма, за да им се даде поддршка на наставниот кадар за сите деца да работат исто. Така да пресретни сме. Во Куманово имаме 44 дечиња што добиваат месечна стипендија. Направивме инклузивно игралиште, направивме 3 сензорни соби и во моментот се привршува работата во еден пристапен тоалет. Оваа сензорна соба е опремена и со поддршка од општина Куманово, која секогаш се залага да ја подобри инклузивноста во училиштата. Оваа сензорна соба представува уште еден локален символ за нашата посветеност лицата со попреченост да имаат пристап до квалитетно образование, меѓу другото истакна градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Општина Куманово ќе продолжи да ги поддржува ваквите проекти, не само со цел да биде инклузивна општина, туку првенствено тоа е наша обврска во континуитет. Грижата за оваа категорија на наши сограѓани беше запоставена и ние во следниот период ќе се обидеме барем сите основни централни училишта да добијат ваква сензорна соба која што ќе овозможи посоодветно да се работи со оваа категорија на деца, а дополнително како што гледате сите нови проекти во градот во делот на инфраструктурата веќе ги работиме со спуштени тротоари кои што ги опфаќаат лицата со телесен инвалидитет или телесна попреченост за да можат посоодветно да се движат и да ги користат јавните прометни површини. Далеку сме од онаа што е некој стандард на запад, но сепак работиме од ден на ден и веруваме дека со вакви активности од страна на невладиниот сектор и со поддршка на општината, но многу повеќе со многу поголем ентузијазам ќе успееме еден ден на вистина да станеме град кој што е суштински инклузивен и кој што дава еднакви можности на сите своји граѓани. Сензорната соба ќе биде уште една дополнителна алатка која ќе помогне училиштето да обезбеди инклузивно и квалитетно образование, смета директорката на училиштето Кочо Рацин Лидија Пешевска. Оваа сензорна соба е опремена со елементи кои се од голема важност, од голема корист за нашите ученици, особено со интелектуална попреченост, со хиперактивност, со АДХД, ученици кои имаат проблем со моториката и една дополнителна алатка која ќе ни послужи во подобрување на условите во нашето училиште за инклузивно и квалитетно образование и се со една цел да одговориме на потребите на нашите ученици заедно со специјалниот рехабилитатори, едукатори, со образовните асистенти и другите ученици да постигнуваме повисоки резултати во рамките на нивните можности и способности. Ние имаме 7 дечиња кои се со МКФ категоризирани, тие веќе со рехабилитаторот, се извинувам, едукаторот работат со по еден ученик при работа во едно влегување во сензорната соба, но и останатите ученици кои не се со МКФ и тие имаат достапност тука, како и другите ученици. Проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран е финансиран од Европската унија.